Советот на општина Кочани ја одржа 29-та седница, на чиј дневен ред повторно се најдоа точките што не беа прифатени на претходната седница, а што се одржа пред 10 дена. Со тоа, за истата работа, советниците ќе добијат уште еден финансиски паушал за јуни. На оваа седница беа усвоени годишните планови за вработување за 2024 година на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, како и на основните училишта Малина Попиванова и Раде Кратовче. Членовите на Советот не ја усвоија измената на годишниот план за вработување во библиотеката Искра за оваа година. Не беа усвоени предлог одлуките за измена на тарифите, односно поскапување на цената на водата за пиење, на услугата за пречистување на отпадните води и за собирање и одведување на урбаните води на комуналното предпријатие Водовод за периодот од 2021-2023 година. Советот не ги усвои извештаите за финансиското работење на Водовод за минатата и за првите 3 месеци од оваа година. Усвоена беше предлог одлуката за давање на користење без надоместок простории во сопственост на општината на местната заедница во селото Горни Подлог. Исто така едногласно поминаа двете иницијативи што ги даде советничката Жаклина Филипова Свеќаровска, Советот да испрати препорака до комуналното предпријатие Водовод за да ги ослободи бранителите од плаќање на комуналните услуги, односно да утврди повластени цени за нив. Членовите на Советот ја усвои иницијативата за измена на режимот на сообраќај на улицата Димитар Влахов, поднесена од советникот Ивица Лазаров, со заклучок да се реализира средба на граѓани со општинските стручни служби заради враќање на сообраќајниот режим на оваа улица на делницата меѓу двата кружни тека. Барањето на комуналното предпријатие Водовод за покачување на цените на водата за пиење и на другите комунални услуги не доби подршка од Советот на општина Кочани. Според доставените податоци, предложено беше цената на водата за домакинствата од 45,18 денари за кубен метар да се зголеми на 49,7 денари. Надоместокот за канализација од 13,33 денари да изнесува 21,20 денари, а за пречистување на отпадните води од 15,17 денари за кубен метар да скокне на 17,4 денари. Од комуналното предпријатие бараат да се покачи и цената на водата за фирмите, при што наместо 54,83 денари да изнесува 60,3 денари. Канализацијата да поскапи од 18,41 денар на 32,2 денари, а надоместокот за пречистување на отпадните води да се зголеми од 15,17 на 17,4 денари. Во образложението за барањето, директорот на Водовод истакна дека можеби и ова поскапување нема да помогне да се покријат трошоците и загубите во предпријатието, префрлувајќи дел од вината и на вработените. Околу финансиските извештаи сметам дека се сувопарни, стерилни, изнесени се бројки кои нормално се одредени показатели, меѓутоа недостасува една анализа зошто се такви случаи, зошто е настаната таква ситуација, меѓутоа стоам на располагање и можеме да предискутираме. Што планирате со овие загуби? Како планирате да ги решите овие загуби? Значи 70 милиона загуба и повторно продолжувате со исто темпо и вие излавате на говорница и ми викате дека бројките се сувопарни и стерилни. Градоначелник, значи јас повторно ќе повторам, значи резултатите на јавното предпријатие, кажав и претходниот пат, се и ваша надлежност. Значи, барам да го разрешите директорот не од лични причини, туку од професионални причини. Значи, во ова вака не може да продолжи. Значи, буквално не дека е сувопарен, вреска, извештај вреска недомаќинско работење. Вреска буквално. И сега, на такво недомаќинско работење, јас ќе прифатам извинување од директорот само ако се извини затоа што прифатил да работи работа за која што очигледно не го бива. Други извинувања од него не прифаќаме. Да се извини и моментално да си даде оставка. Градоначалникот да си ја понесе одговорноста за тоа што на таков начин, значи на несоодветен начин, го решил управувањето со јавното предпријатие во градов, дефинитивно, и тој ни должи извинување на сите граѓани. И згора на маката, уште бидејќи сте многу репрезентативно предпријатие, па уште и трошоците за репрезентација сте ги пораснале.
Што толку представителни водовод? Што представувате воопшто кога ќе седнете по тоа кафаните? Како да се урни се јавно предпријатие, дури да кажеш кекс? Оправдувањето на директорот на Водовод не најдене одобрување од советниците, кои му забележаа дека со ваков начин на раководење предпријатието ќе продолжи да тоне и да бележи загуби. Би му одговорил на советникот Ивица, доколку има малку време за внимание. Да, јас сум менеджер со PMP сертификат. Professional Project Management. Онака. Финансиските извештаи ги работи служба за финансии, кои имаме на број 7-8. За жал, мојот помошник, директор за финансови, правни и комерцијални работи, има една лоша навика да се разболува, во главном обично кога има совет или кога има некоја друга потреба. Но не е, ние сме тук. А сакате да кажете дека поради болест на едно лице, дека водовод ќе треба да плати баснословни износи. Тоа е... Директоре, ја ќе ви кажам како да намалете загубите. 30 души од тие времените се ви така примани за ништо. Тргнете ги, нема да имате загуби. Тоа е многу лесно и едноставно. Приходи, нафта, немате нафта, нели? Најлесно е водата да ја качи. Тргнете ги тие 30 души, водовод ќе функционира, бидејќи вие не времени немате што копат по улиците и што коса трава. Тие се малку, повеќе имате во управната зграда. Градоначалник, топката ја префрламе кај вас, во ваши раце. Очигледно дека вака јавното предпријатие не може да продолжи. Јас пак ќе кажам, верувам дека директорот е стручен во својот дел, ама во овој не. Бараме да го разрешите и да назначите искусно лице, бидејќи проблемите се големи, не се мали проблеми. Ако се сеќавате, колегата Томче, колегата Томче лани март месец побара кризен штаб. Да направиме кризен штаб за водовод, смеевме се, сите. Па не така испадна иронично како директор вика кризен штаб, па ја имам луѓе там. И се испадна дека нема луѓе за тендер да постапи, а не па. За жал, трагикомично. На гласањето по точките за финансиското работење во текот на минатата и во првите 3 месеци од оваа година, како и за барањето за покачување на цените на услугите, мнозинството советници беа против или воздржани. Градоначалникот Папазов пак не даде никаков коментар за состојбите во водовод и дали ќе го реализира барањето на советниците за смена на првиот човек на предпријатието. Општина Зрновци наскоро ќе почне со реализација на проект за изградба на станица за пречистување на отпадните води во селото Видовиште. Вредноста на овој проект е проценета на над 1.900.000 денари. Најголем дел од инвестицијата е обезбеден со средства од Министерството за животна средина. Локалната самоуправа на Зрновци ќе кофинансира во покривањето на трошоците за спроведување на постапката. Средствата се обезбедени врз основа на конкурсот што беше во месец март 2023 распишан од Министерството за животна средина, распоредување на финансии во областа на животна средина. Со ова решаваме огромен проблем на жителите на село Видовиште, имајќи предвид дека пред 10 години со изградба на канализациони краци на канализација во село Видовиште, целокупната мрежа инсталирана во Видовишка река, а во текот на летниот период, во период од 3 месеци, Видовишка река пресушува и на еден начин таму на тоа место е створено мочуриште, кое што представува израз на зарази, загадување на почвата, воедно како притока на Брегалница се загадува и Брегалничка река. Општина Зрновци веќе ја почна постапката за избор на фирма изведувач на градежните работи за пречистителната станица во Видовиште. Според техничката спецификација се очекува проектот да се реализира до крајот на август. По невремето што го зафати Делчево и кој направи големи материјални штети, делчевчани добија помоши од доброволното противпожарно друштво Кочани. По дојавата волонтерите се мобилизирале и тим од 7 пожарникари со едно возило и пумпи за вода интервенирале на терен.
Според информацијата од Доброволното противпожарно друштво, во Делчево била затекната тешка ситуација со поплавени објекти, домови, институции и производствени погони. Надојдената вода се вадела со часови, а штетите ќе остават долгорочни последици. Тимот на кочанските волонтери на терен интервенирале над 8 часа. Во санирањето на штетите помош дали екипи од останатите градови Македонска Каменица, Берово, Пехчево и Кавадарци. Според информација од Центарот за управување со кризи, невремето во четвртокот почнало околу 16 часот и 30 минути, при што биле поплавени повеќе од 60 објекти како резултат на поројните дождови. Повеќе населби во Делчевско останаа и без електрична енергија. Со свечена програма што се одржа во четвртокот вечерта, во која учествуваа учениците од сите одделенија, Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци го одбележува патрониот празник. На свеченоста присуствуваат членови на семејството, представници од Македонската армија, од локалната самоуправа и други гости. Тие претходно положија свежо цвеќе на спомен обележјето на мостот што го носи името на капетанот Стоилов. При тоа му оддадоа почит за неговиот херојски чин. Во салата на Домот на културата во Зрновци се одржа празнична програма со музички точки, танци, сценски настапи и кратки драматизации од македонското фолклорно богатство. Учениците заедно со своите ментори добија аплаузи за подготвената програма. За разлика од другите години, оваа година можеме да се пофалиме со тоа што 9 одделенците го добија своето место заедно пред целата публика, да се простат од основното училиште, да докажат стекнатото знаење, каде ќе го носат и како ќе го носат. А ние секогаш гордо ќе го носиме заедно со нас од левата страна Синиша Стоилов, капетан Синиша Стоилов. Наградите кои што се доделуваа на бидната беа за распишаниот литературен и ликовен конкурс по повод патрониот празник на тема Горд сумна, од кој што зедоа учество сите ученици од прво до 9 одделение и беа наградувани во две групи, предметна и одделенска настава. Во рамки на свечената програма по повод патрониот празник на училиштето, признанија, дипломи и пофалници им беа доделени на учениците кои во текот на учебната година учествувале на општенските и другите надпревари по различни училишни предмети. В недела Кочани ќе биде домакин на државното првенство во борење за сениори и сениорки. Организатор на надпреварот е Боречката федерација на Македонија во соработка со боречкиот клуб Спартак. На првенството право на настап имаат борачите родени во 2004 година и постари, а кои се регистрирани за настап во 2023 година. Исто така можат да настапат и борачи родени 2005 година, но треба да поседуваат специјален лекарски преглед што не е постар од 6 месеци. Надпреварите ќе се одржат во спортската сала на основното училиште Никола Карев со почеток од 11 часот. Фаворити за освојување на шампионската титула се екипите на Балканец и Лилија, а известни шанси да остварат успех имаат и Бучим и Вардар. Домашниот Спартак по повеќегодишната стагнација повторно го враќа борењето во Кочани, а со вредна работа на стручниот штаб се очекува во наредниот период да се најде меѓу најдобрите екипи во државата.